Значи имаме застово издавање на градежните дозволи. Имаме ние веќе 7 месеца граѓани не може да оформи парцела. Не може да откупи земјиште заради распишаните избори од октомври па навака. Тоа е 7 месеца. И сметете вие дека 2 месеца минатата година кога беа распишани избори за април, па уште 2 за јуни, тоа се 4, 7, 11 месеца практично, и кој ќе ги земе во обзир изборите 2014, ние градоначалниците од 4 годишен мандат практично една година цела имаме загубено токму во овие предизборни, изборни и политички превирања во Република Македонија. Дали се доведени во прашање платите на вработените? Да, доведени се во прашање платите, бидејќи ние, јас као градоначалник, не можам да ставам подпис на платниот список и платните налози за вработените во општината, и исто така не можам да ставам подпис на блок трансакциите, парите што стигаат од Министерството за образование до нас, кои што треба стигнат до училиштата и до градинките. Тоа значи дека вработените може да останат без плата и да се затворат градинките и школите? Јас не верувам дека ќе се затворат градинките, меѓутоа вработените ќе треба да го чекаат моментот кога ќе бидат деблокирани општините. Мислам дека тоа е една многу лоша работа. Зошто? Затоа што имаме луѓе кои што живеат со 12.000, 13.000 денар, плюс имаат кредити, и ние мора да водиме сметка дека секој достане и од неколку дена на платите на тие луѓе навистина ни представува сериозен проблем во нивната лична екзистенција. Од друга страна, сакам да кажам дека ние сме сведоци на едно уставно насилие, врз еден атак врз уставот во континуитет. Со тоа што денеска е блокирана локалната самоуправа, практично политичкиот лидершип во Република Македонија изврши насилство, односно изврши суспендирање на уставот. Зошто? Затоа што во член 8 од уставот на Република Македонија стои дека темелни вредности на уставот на Република Македонија се право на собственост, право на религија, право на поделба на власт. Тоа значи законодавна, извршна, судска, право на човекови права согласно меѓународни конвенции и други делови реди, и вели и право на локална самоуправа. Значи, таа четврта власт ја одвојува од извршната, законодавната и судската, и дури во уставот имаме посебна глава за локална самоуправа, значи како четврта власт во државата ја издвојува од законодавната, извршната и судската, и значи вие со ниеден акт не можете и не смеете да го попречите функционирањето на локалната самоуправа, односно не можете да го скратите правото на граѓаните да имаат локална самоуправа. И сега пластично тоа да го објаснам. Ако на 11 декември беа редовни избори, значи владата и истекол 4 годишниот мандат, и во меѓувреме не може да формираме влада, дали тоа значи дека владата автоматски, министрите им истекува мандатот и веќе никој не може да подпишува во министерствата и во владата, и не функционира, имаме држава без влада? Градоначалникот на општината е исто што и владата, советот на општината е исто што и собранието. Значи, локалната самоуправа функционира, мора да функционира по аналогија на владата и на парламентот. Нашиот парламент е советот, значи премиерот на локалната самоуправа е градоначалникот. Неговите служби практично, односно раководители на сектори, се министрите во локалната влада. И како може по завршување на мандат на локалната самоуправа, по автоматизам завршува мандатот на градоначалниците, а во исто време не завршува по автоматизам мандатот на владата. Што значи дека тука еден страшен уставен пропуст кој што мора да се коригира, и во иднина мора да стои дека мандатот на градоначалникот трае до избор на нов градоначалник, и на мандатот на градоначалникот и на советот. Ако советот не функционира, ако не може да носи одлуки, тоа е повторна штета на граѓаните. Значи ние на седници на совет носиме одлуки, даваме помошти на граѓаните, усвоиме програми на училиштата. Ако советот не функционира, како ќе ги усвоиме во август месец програмите на училиштата за новата учебна 2017-2018? Како ќе се усвојат програмите за екскурзии на учениците? Ако сакаме да направиме ребаланс на буџетот, ако сакаме некоја измена во програмата, например, вие градите една улица, во која што улица во подземниот катастар не стои дека
Не знам, во поземниот катастар ви стои дека електриката, односно електричните инсталации се наоѓаат на длабочина од метар и пол, а таму ви излегуваат на длабочина од 60 сантима. За да тоа се дислоцира, вие мора да распишете нов тендер. Тоа значи дека треба да го ставите во програма, а вие тоа го немате во програма и значи не можете да направите измени и дополнување на програмата, не можете, улицата ќе ви остане раскопана и така ќе стоите. Значи се явуваат огромни практични проблеми во функционирањето на локалната самоуправа. А од друга страна, локалната самоуправа решава најобични проблеми на граѓаните со кои што владата на Република Македонија не се бави. Тоа значи улично осветлување, тоа значи реконструкција на тротоари, тоа значи крпење на дупки, градба на улици, фекални, атмосферски канализации, водоснабдување, паркови, оние кои што имаат јавни предпријатија, одржување на хигиена, одржувањето на зеленилото, издавање градежни дозволи, откуп на земјиште, издавање урбанистички планови. Знаете ли колку граѓани чекаат измени на урбанистичкиот план за да извади градежна дозвола да гради куќа? Има семејства кои што се поделиле, двајца браќа, се ја поделиле куќата на два дела, чека измени во урбанисти. Братот не му дава согласност за да гради, бидејќи заедно стојат или комшија, или роднина, или браточет и така натаму. И со новиот урбанистички план ние практично ги одвојуваме нив на два дела, што значи дека едниот функционира самостојно за да може да извади градежна дозвола. И можете да замислите вие какви проблеми ние им создаваме на граѓаните на Република Македонија. Слушам некои приказни од така наречени експерти, демек битката било градоначалниците за да можеле да им се продолжи мандатот. Јас сметам дека тие што го зборуваат тоа треба да одат во насока зошто ние не ги направиме изборите на 2 јули. Зошто не одиме на брзи избори и да завршиме со локалната самоуправа, значи да биде таа функционална локална самоуправа. Од друга страна сакам да ви кажам дека за целиот овој временски период додека ги имаме овие превирања, додека се од моментот кога ќе се распишат избори до моментот на формирање на влада, ние не смееме да распишуваме тендери, не смееме да менуваме програма, не смееме да правиме ребаланс на буџет, не смееме да продаваме земјиште, не смееме да вршиме доформување парцели, а сето тоа се одразува врз функционирањето и врз ефикасноста во работењето и решавањето на проблемите на граѓаните. Едно е известно дека во октомври ќе има нови локални избори. Може ли до тогаш? Не бидете сигурни. Сега се договараме октомври, да не дојдеме во октомври да бидеме повторно во иста ситуација. Како кај нас работите стојат, очигледно дека лани се договаравме за избори на 24 април, па се договаравме на 8 јуни. Така и сега беа договорени за 14 мај, гледате дека не ги распишавме изборите и сега очигледно дека имаме партии кои што сакаат да се одложат изборите, а од друга страна имаме партии кои што сакаат во зависност од тоа го мерат рейтингот кој е каква политичка партија. И сега ни се случува повторно иста ситуација како 2013 година. 2013 година се сеќавате кога СДСМ некеше да оди на избори, сакаше да ги бойкотира локалните избори. Кога јас отидов на избори, сам одлучив да одам на избори, што тоа значи? И тогаш сакаше СДСМ да си решава парламентарни проблеми на грбот на локалната самоуправа, што е апсолутно недозволиво. И денеска повторно се случува исто. Значи, нивните крупни политички прашања, парламентарни проблеми сакаат да се разрешуваат преку грбот на локалната самоуправа.